Здраво, ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Ова е 38 епизода од третата сезона, што значи дека ја завршуваме денеска. Но, како и минатата сезона, ист гостин точно по 365 дена ќе биде во студиово, тоа е министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска. Без В беше... Без В двете, да. Добро, тоа е најважно. Минатата година само 9 часа од кога ја преземавте функцијата, дојдовте во студиото да збориме за тоа што начекавте и што очекувате во иднина како министерка за финансии. Сега ве повикав како лајт мотив, односно причината зашто сте денеска е ребалансот на буџетот кој што е веќе во собрание и деновиве треба да почне да се разгледува. Првин да одлежи неколку десетина дена треба според закон, па после тоа да почне и расправата амандманската и да помине во собранието ребалансот на буџетот. Од онаа што го видовме, веќе ги знаеме контурите на буџетот, знаеме дека не го коригиравте економскиот раст, останува 3,7, што е прилично оптимистично, но има нагла корекција нагорна на инфлацијата, но исто така интересно е дека имаме и поголеми средства за плати и пензии, па малце ќе зборуваме за тоа дали самата влада придонесува за подгревање на инфлацијата, но тоа ќе го збориме малце подоцна. Сега првин она што е основно што би требало да го поставиме како прашање, тоа е кои се проекциите, односно што планирате со ребалансот на буџетот, за да ја запознаеме јавноста, односно со основните елементи, иако веќе во јавноста се присутни, но да повториме за да знаат за што зборуваме во целиот подкаст. Да, најпрво да се заблагодарам за поканата и за можноста, тука повеќе во детаљи да го продискутираме предлог ребалансот на буџетот кој што веќе е во собраниска процедура. Точно така, остануваме на проекциите кои што ги имавме и со проектирање на буџетот за 2025 година. Спомнавте еден збор оптимистичка проекција. Јас не би рекла дека е оптимистичка, тогаш ако одиме со таков еден вокабулар, треба да кажеме дека минатата година тогаш Министерството за финансии имаше песимистичко сценарио, затоа што знаете дека кога дојдовме ги намаливме проекциите и вака на едно мое изненадување до крајот на годината успеавме сепак да ја вратиме економијата на некој начин во нормала и она што беше проектирано од страна на Министерството за финансии да биде како песимистичко сценарио во однос на тоа што се реализираше до крајот на годината. И сега зошто останавме на проектираниот раст од 3,7%. Првиот квартал го завршивме со раст од 3%, но она што е многу важно се тие сезонски прилагодувања кои што беа дискутирани, кои што повторно на едно големо мој изненадување гледам дека беа комуницирани во јавност од каде сега тие сезонски прилагодувања. Тоа е податок кој што се вади со години наназад, не е прв пат објавен податок, но зашто беше важно за нас? Затоа што ние статистичките податоци ги следиме во континуитет, ги анализираме многу подлабоко и податокот од 3,2% сезонско прилагодување, тоа значи дека кога ќе ги тргнете сезонските влијанија, ви имате дури и повисок раст од тој што го имате, што минатата година, значи растот бил повеќе резултат на некои сезонски влијанија, годинава е некој стабилен раст, што укажува на тоа дека реални се проекциите за остварување на растот од 3,7%. Нормално, како влада, имаме одреден фокус каде треба, што треба да се направи во насока на тоа да оствариме 3,7% раст и не сметам дека сме направиле некое оптимистичко сценарио, напротив, станува збор за едно реално сценарио. Ќе го видиме вториот квартал, очекуваме да има многу подобар раст на бруто домашниот производ дури од првиот квартал, така што 3,7% е некој реален раст, имајќи во предвид дека владата сепак има информации, знае со што располага и какви се видувањата за до крајот на годината. Во однос на она што значи буџет, генерално останавме на истите проекции затоа што не ги менувавме проекциите за раст на бруто домашниот производ со одредени корекции во делот на неданочните приходи. Тука пред се не ни беше предвиден приходот кој што го добивме во форма, ајде да кажем, на дивиденда од страна на Народната банка, но имавме и одредени проширувања на сопствени сметки од страна на оние институции кои што имаат сопствени сметки. Сега за да биде тоа малку е по
сложено да се објасни, значи не станува збор за некои приходи кои што дополнително ние би ги наплатиле, тие се веќе наплатени. Во претходните години салдата на сметките на одредени институции се многу високи. Ние едноставно бараме од институциите повеќе да си ги користат сопствените сметки, затоа што нема логика да се задолжуваме на основната буџетска сметка, а нивните сметки да стојат во позитив. Вака, во суштина, како што го зборите, си собравте се пари кои што можевте да соберете и ги ставивте во буџетот. Значи, што значи тоа? Се си собравте. Парите се на буџетот, не може, мислам, парите се на граѓаните. Јас, ова се исто дискусии кои што ги... Зошто? Например, некои институции треба да имаат резерви, пари кои што треба да ги имаат на сметка за не дај Боже. Тоа не дај Боже еднаш се случува можеби, али тогаш треба да интервенираат. Или да имаат, што се вика, фискални бафери, кои што ќе можат да интервенираат, да земат кредит, да се задолжат, за да не гарантира државата, они да бидат кредитно способни, подобри. Како, например? Например, за една друга институција, сакав ЕСМ, например, ако има онаа во лоша состојба, или другите институции што имаат своји приходи, што ги имате земено. ЕСМ е најдобар. Не сме собрале од сите институции. Но Народна банка, институциони. например, има со закон го смените законот за да можете да им ги земете парите. Кој закон? Го вративме стариот закон. Во функција стариот закон кој што постоеше, ништо не сменивме друго. Сега во Тама им ги односно земавте парите што е сепак малце повторно, ајде да им објасниме, значи, на гледачите за да биде јасно. Тоа име бафер некој, Значи, така вика во Народна банка. Тие убаво да ги имаат на за сметка. да можат да разберат граѓаните. Добро. Парите на државата стојат во Народна банка. Така, и тоа е Народна неспорно. банка ги управува. Така е. Ние имавме префрлено средства, нели, со унгарскиот кредит кој што остана и долго време стоја во Народна банка, како што стојат и другите средства во Народна банка. Народна банка управува со нив и затоа стварува приходи. Така. И од тие приходи дел уплатила како дивиденда на граѓаните, бидејќи Народна банка работи во услуга, да кажеме, на граѓаните или за граѓаните, како што работи и владата и Министерството за финансии. Така што парите се на граѓаните. Перцепцијата е многу лоша кога јас гледам и поедини министри исто моите сметки. Кои се тие мои сметки? Сметките се сите на државата и на граѓаните. И тука јас како министер за финансии нема да отстапам. Во однос на законското решение, повторно кажувам, не сме промениле ништо тоа што со години важело. Ама не важеше во последниве 2-3 години. Во последните 2-3 години. Дали знаете дека во билансите на Народна банка имаше една огромна резервација заради зградата која што ја прават и која што уште не е дозавршена. И тоа им беше издвоено како одредена резерва. Ние само сега ги споивме, зошто имаат резерва за зградата која што воопшто нема ни да ја завршат. Добро, ама ќе се заврши и повторно тоа што е подизградено, не доизградено, подизградено, ќе остане така за џабе фрлени пари, место да ги притиснете да Јас не можам да влијам на Народна банка што ќе заврши, дали ќе доизгради зградата или не. Но можам да реагирам кога ќе видам дека се сменил одреден закон кој што прави огромни профити на одредена институција, да реагирам и парите да се вратат во буџетот на државата. Зошто? Во спротивно, парите ќе стоја во Народна банка, таа ќе оплодуваше дополнително на странски пазари, а граѓаните ќе требаше дополнително да ги задолжуваме, така? Да, ма од друга страна па банката ќе беше финансиски понезависна, но ќе имаше баферче. Банката е независна. Не, Боже, ако се случи нешто да може да интервенира. Тоа е тоа што може да се случи кога први девизните резерви се на ненормално високо ниво, никогаш повисоко од ова што го имаат денес. Што е тоа? А при тоа вие како кажувате? Добро, може уште повеќе, никогаш нема крај на колку треба да бидат девизните резерви. Многу интересна констатацијата. Вие сега во дискусијата која што ја водите, искача како ние на Народна банка сите средства да сме ги собрале, а мора да потенцираме дека станува збор за некоја 1/3 од средствата. Да не зборувам нели за добивките од претходно и парите кои што стојат на сериозни милиони евра, само да разједне. Ама ајде да кажеме кога беше добивката на Народна банка. Така што мислам повторно и ако гледаме како е остварена таа добивка, повторно од сметките кои што ги имала државата, точно управуваат и со други средства, не велам дека се само сметките од државата. Но мора да разбереме дека сите институции работат за граѓаните. Така. Сега нешто интересно е во буџетот, рековте проекциите за растот е 3,7, а буџетскиот дефицит си останува на 41 милиарда 350 милиони денари, тоа е некаде околу 672 милиона евра, ако рачунаме 61,5 дека е курсот на денарот.
Но она што е интересно е, ги зголемивте расходите, ги зголемивте приходната страна, при што зголемивте приходната страна врз основа на неданочни приходи. Даночните приходи си останаа исти. Ако расте економијата, ако имаме подобри резултати, требаше да ги зголемите и малце приходите даночните. У суштина, вие на некоја среќа што имаме неданочни приходи, сте успеале да соберете, го зголемувате трошењето во буџетот. Дали не беше по-фискално одржливо, подобра порака ќе пратевте, да не ги зголемувате расходите? Значи, зошто не ви се зголемија приходите, даночните приходи, не ги зголемивте, а второ, зошто моравте расходите да ги зголемите? Зошто не пративте порака дека нема да трошите повеќе од она што можете да се го дозволите, односно да го намалите дури буџетскиот дефицит? Така, значи прво во однос на даночната, на приходната страна, се извинувам. Во однос на приходната страна, јасно е, ние од старт сме го проектирале растот за годинава. 3,7% го проектиравме и во октомври, кога го носевме буџетот, и сега со предлог ребалансот. Значи не можеме ние повеќе сега од тоа што сме го проектирале. На истото ниво сме. Друго е да од 3,7% раст на БДП го проектиравме на 3,9-4, и тогаш можеше да зборуваме дека даночната страна ќе ја зголемуваме. Ние зборуваме за исти состојби кои што сме ги проектирале пред да почне годината и некаде сега на половина од годината. Во однос на неданочните приходи, кажавме, да, одредени институции имаа потреба од зголемување на расходна страна за инвестиции кои што сметаат дека ќе ги завршат побрзо од тоа што им е проектирано за тековната година. Тоа се тие институции кои што обезбедија сопствени сметки, дел од нив и немаат сопствени сметки, и како резултат на тоа неданочните приходи нели се поголеми, затоа што рековме дека од Народна банка имаме дел од приходи кои што не беа планирани, но исто така и од сопствените сметки. Паралелно, кога зголемувавме сопствени сметки на приходна страна, по автоматизам тие се нивни сопствени сметки на институциите и ми ја зголемуваме расходната страна на нивно барање за нивни потреби. Добро, ова со расходите кратевте од една страна, но имаше ли реално потреба да се зголемат расходите? Дали сепак си ја задржувате старата пракса на сите влади до сега, никако да скратат расходна страна? Едноставно, ако е добро, има повеќе приходи, ајде ќе ги потрошиме тие приходи. Едноставно да не бидете поштедливи малце, односно да кратите пореално на расходната страна. Ние имаме проблеми со приходната страна и вака и така таа си се реализира, но клучниот проблем е расходната страна. Секоја влада сака да троши повеќе што има. Нели можевте барем да пратите порака, еве, не го зголемуваме буџетскиот дефицит, туку ќе го намалиме по 4%. Значи ние во континуитет од кога сме дојдени, првин ги враќавме старите долгови под проекција која што беше многу повисока за буџетскиот дефицит, остваривме пониска проекција. Годинава одиме до 4%, следната ќе одиме 3,5% и така натаму, додека ние направиме комплетно фискалната консолидација, што значи нашата намера во тој дел да трошиме помалку е јасна и пораката е испратена. И сега во однос на она што го зборувате, да се намалува расходната страна, јас се согласувам дека тоа би било идеално кога институциите би се согласиле на такво нешто. Јас како министер за финансии давам одредени лимити, во рамки на тие лимити министерствата треба да кажат дали можат да ја завршат годината или не. Неколку пати, бидејќи имав лично состаноци со сите министри, или ајде речи си сите, бидејќи неколку дена не бев здравствено добре и тоа беше некои 3-4 министри не успеав да ги сретнам, но со сите останати се видов, секој од нив стои на ставот дека ќе го реализира буџетот така како што му е планиран. Јас како министер за финансии би било неодговорно сама да одлучувам и да кратам. И ако утре се случи, ако ви излажат и не го реализираат, бидејќи еве капитални инвестиции 12.6, 23,46%. Значи 12.6 средина на јуни, еве годината поминува, точно сме на половина од година, ние немаме ни приближно до 40%. Ако ме излажат, што правиме тоа? Ако ме излажат, ќе имаме помал буџетски дефицит, но што правиме ако вистината ја кажуваат, а јас не сум им обезбедила средства? Што правиме во таква ситуација? Ако ги потрошат и дојдат во септември дека им требаат да реализираат, ќе направите уште еден ребаланс. Не имаме избори, вие го заборавате моментот дека имаме избори, јас се согласувам.
во услови кога не би имале избори, можеби ќе проектиравме малку посмело, па не знам, ќе правевме некои прераспределби, но ние имаме избори. Што ќе се случи, повторно прашувам, ако институциите ги реализираат ја реализираат расходната страна така како што мене ме убедуваа на состаноците. Чија ќе е одговорноста дека некој не обезбедил средства во рамки на буџетот? А чија Тоа ќе е биде... многу Ако не ги реализираат, веќе дојде да 31.12, ќе знаеме како е. Ама нема ризик ако не ги реализираат, ќе е помал буџетскиот дефицит, помалку ќе се троши. Дали гледате дека во однос на динамиката на задолжување одиме многу внимателно? Јас не сум земала годинава средства и сум се задолжила за да ги чувам, да плаќам камати и да седат парите за целосната реализација до крајот на годината расходна. Јас многу внимателно се позајмувам и ова е огромен притисок на министерот за финансии. Еве, вратете се наназад да видиме дали некогаш во Македонија некој министер си правил толку стрес врз себе и толку го ограничувал просторот само за да не плати ниту еден денар плюс камата. Можев јас да се задолжувам на почетокот на годината, сега да сум комотна да го покрием целиот буџетски дефицит, тогаш ќе можеше да ме обвинувате и да викате и обезбедите парите и така натаму. Во ред, значи, јас сега се трудам да не направиме штета кај другите институции, кои што се сигурни дека ќе изреализираат се што им е планирано, но од друга страна внимавам и во делот на задолжувањата да не презадолжувам, за да имам јас некоја комоција. Да, огромен е стресот, да, влијае на здравјето, но тоа е што е. 100 единици добиени за да ги реализира во текот на годинава, на крајот од годината реализирал 60 единици, 70 единици, 30 единици му остануваат, нема ли да си ги распореди на нешто друго, да пренамена да биде за ова, па да препрлите, па вас ќе ви требаат како влада да ги препрлите на некоја субвенција, па да дадете за некоја потрошувачка друга што ви останало кусоче, да пребиете. Затоа што најчесто така играта со буџетот е таа. На крајот имаме реализација од 99,7%, 8%, 9%. Тоа е реализацијата на крајот од буџетот. Немаме ние реализација на буџет со остатоци, на пример 93%, па 7% не е реализирано, па останало сето тоа. Добро, ама минатата година ние имавме скоро 2,5 милиарди помала реализација на расходна страна. 2,5 милиарди денари не се малку средства. Така. Добро. А на крајот на годината прераспределивме исто така да расчистиме долгови кои што од претходно биле создавани. И кога станува збор за расчистување или прераспределби, не се креирало ниеден нов долг. Напротив, се расчистувале во континуитет во оваа година старите долгови. Пред да одиме на првата пауза, бидејќи треба да имаме пауза за нашите пријатели кои што овозможуваат овој подкаст да се реализира и да биде бесплатна содржина за сите што не следат. Начнав едно прашање, капиталните расходи, реализација, реков 12.6, 23,46%. До сега во идеално распределба би требало да биде 50%, но никогаш не е така, но градежната сезона почнува околу март, нека биде април, мај, јуни половина, значи 2,5 месеци, а ние немаме сериозна реализација на капиталните расходи. Ова е денешна, значи на 12.6. Повторно имам ист проблем. Големи капитални планирања, реализацијата мала. Немаме ист проблем. Јас многу пати го повторувам фактот дека ја сменивме методологијата поради која што вие капиталните инвестиции сега ги гледате во реална реализација такви какви што се. Но ако ги споредиме, за да имаме споредлива основа со минатата година, ќе видите дека имаме раст поголем од 13% во однос на капиталните расходи во однос на претходната година. Сега, состојбите во кои што беа начекани одредени проекти. Имате ли, се извинувам што ве прекинувам, со старата методологија, односно како што било до лани, колку би биле сега овие 23,46? Имате ли бројка? Колку би изнесували? Како процент? Како процент од планираното за оваа година? Ако ги ставате старата математика. Не мамо можам да пресметам сега еве на некој од паузите, ќе пресметам и точно ќе ви кажам колку е, затоа што треба да биде зголемено за некаде околу 3 милиарди и 700 милиони денари. Така да за тие 3 милиарди кои ќе ги зголемиме, ќе видиме колку точно имаме. Точно.
Сметате ли дека добро се одвива 23,46 капитални инвестиции? На погрешен човек го поставате прашањето. Јас секогаш велам дека може многу подобро. И тука воопшто немам дилема. И сметам дека можем и подобро, но мора да бидеме објективни, да го гледаме и делот на приватниот сектор, борбата со недостиг на работна сила, сето тоа има влијание. Знаете зашто ви го поставувам прашање? Ако стигнеме, например, реализација 60-70%, тие 30% до сега не беше намалување на јавниот долг, туку најчесто се распределува со распределба по други министерства тие пари, значи 30% од планираните, тоа би било на 700, некаде околу 200 милиона би ги распределиле по други институции, би затвориле некои дупки, но не се за капиталните инвестиции, ќе се задолжите за други потреби во суштина. Истото ќе го направите оваа година? Не, се ќе зависи од тоа институциите како ќе се ги реализираат капиталните. Тука воопшто јас немам дилема дека парите се наменети за капиталните расходи. Ако не се реализираат за капиталните, ги пренамените за друго. Не, сега во моментот не можам однапред ништо да кажам. Дали имаме уште обврски кои што се останати од претходен период, секако. Секако затоа што ние имавме, еве Не конкретно расчистивте во... веќе после година дена, еве точно. А како да расчистите, например, кога во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделие имате 3 буџети однапред потрошени. Ги потрошил некој пред вас. Аха, тоа ќе збориме, милиарди, тоа ќе се вратиме 3 за буџети по 8 милиарди, јасно е колку се така. да, по Скопски, она што го забележав, ќе го кажам, имате во неколку институции направено по Скопски кажано карате, односно сте ги скратиле ставките, односно дека ако ќе е видиме. збориме социјални субвенции и трансфери, 30 милиона мислам евра дека се скратени во таа ставка, па ќе разговараме, баш ме интересира каде се скратили и зошто сте ги скратиле тие пари, но тоа ќе го збориме веднаш од кога ќе се вратиме после паузата. Значи останете со нас, ќе збориме за нешто што се случува во оваа ставка, па да видиме за што станува збор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како луп. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Да, се враќаме во подкастов. Мија гостинка е министерката за финанси Гордана Димитриевска Кочовска. Добро, пак ги испуштив двете В, окей, го извежбав значи тоа. Ајде да одиме она што го завршив првиот дел, првата третина од подкастот. Кажав дека сте крателе во една ставка што мене ми остави многу интересна, ми беше многу интересна, тоа е субвенции и трансфери. Според прилично имате скратено тука околу 30 милиона евра се скратени, тоа е кој сака да провери може на страна 14 во табелата, веднаш ги пишува. Што скративте, односно каде удривте карате, што би се рекло по скопски? Кого така удривте за да му земете овие субвенции и трансфери? Најпрво должам податок околу реализацијата на капиталните расходи или капиталните инвестиции, доколку ја примениме старата методологија, заклучно со последниот податок на Министерството за финансија, тој од вчера. Ние, односно од петокот се извинувам, така, море не од вчера, јас сега ми се измешани денови, бидејќи бев на пат, се извинувам, точно од вчера. Процентот на реализација на капиталните инвестиции е 31%. Тоа е значи некаде околу 8% поени повеќе од така, заради промената на методологијата, така, што значи дека повторно е уште еден податок е дека реализацијата оди согласно она кое што министрите го имале испланирано во рамки на нивните буџети, бидејќи кажав ние сме должни. Сменивте во таа методологија? Што е толку различно што сега имаме две методологии во пресметка? Ајде уште еднаш да ги потсетиме сите што не следат, што е разликата помеѓу старата и новата методологија, малку во кратки црти за да се вратиме на субвенциите и трансферите.
кога е одредено јавно предпријатие или акционерско друштво не е во состојба да го врати својот кредит, а има државна гаранција, државата е таа што го сервисира тој долг. Добро. Меѓутоа, кога државата сервисира долг, не може да го евидентира како капитална инвестиција, може да го инвестира како разни трансфери и така натаму. Меѓутоа, не може да го евидентира како капитални расходи, затоа што тие веќе еднаш биле прокнижени. Еве за најасно да биде. Јавното предпријатие за државни патишта. Тоа е во една од најтешките состојби, оние познати кинески кредити во овие последниве години, почнувајќи негде од 2021, мислам беше, кредитите ги враќа Министерството за финансии. Кога јавното предпријатие се задолжило, тоа јавно предпријатие земало кредит и изградило дел од делницата, патот, небитно. Тој веќе еднаш евидентирана капитална инвестиција. Со оваа евиденција, кога ги враќаме парите назад и повторна евиденција на капитални расходи, 2 пати ги евидентираме. Тоа ни се случувало во изминатите години. Јас како човек, кој што пред си има многу познавања во оваа област, не можам првин лично да дозволам да продолжиме во погрешно известување не само на граѓаните, туку и на меѓународни институции и така натаму. И ова беше една од првите работи кои што инсистирав да се промени, затоа што не смееме да се дозволиме по 2 пати за една иста инвестиција да евидентираме 2 пати инвестиција. Тоа е во кратки црти, мислам дека вака се обидов појасно да го кажам. Да. Добро, ајде, субвенции и трансфери, зошто помалку пари? Субвенции и трансфери најмногу има скратено во буџетскиот корисник влада, затоа што тука премиерот имаше одредени разговори со една, да кажеме, институција или по основ на еден, ајде да го кажам, договор по кој што треба да се плати, но не се завршени сите работи и се остави. И реалноста е дека до крајот на годината тоа нема да се реализира и се остави за следната година. Најмногу во тој дел има. Меѓутоа, вие знаете дека и самата ставка субвенции и трансфери треба полека да ја сведуваме на што помал износ, да се вратиме во минатото и да ги видиме состојбите, ќе видиме дека... Но ако се дзирне малце и понатаму во буџетот, подлабоко, ќе се види дека неколку институции имаат субвенции и трансфери намалени, при што е Агенцијата за поддршка на земјоделството, што е, тоа е под Министерство за земјоделство. Гледаме дека во Министерството за економија една програма си е скратена, црц направено. Има уште скратено, мислам дека и во социјала, демографија и не знам како млади се вика. Има некои кратења, на пример во тие. Првин, што е скратено во тие институции и министерства и дали, второто прашање што исто така многу ме интересира, дали со ваквото кратење на парите им ставате некако како влада жолт картон на овие министри дека не може да си ја завршат своја работа, па по контекст на најавеното прочистување после локалните избори, во суштина им порачувате како влада, преку вас, преку Министерството за финансии, дека не си ја работат работата и дека може да бидат реконструирани, бидејќи едноставно им кажувате пари нема, односно ви зимаме парички. Значи, прво ве молам, немојте со вакви тези, повторно ќе настане голем проблем и ќе биде дека Министерството за финансии не знам што прави, не е така. Не дека вие правите, значи, туку владата, реков дека им не е така. Дека на крајот поминува се ова на влада. Не е така. Добро, и ова може секој еден да го погледне, кога ќе ги погледне во детали буџетите на секој од овие, да кажеме, буџетски корисници кои што ги спомнавте. Ќе тргнам од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделие. Годинава таа речиси да нема промени, но има промени внатре во рамки на програмите. Зошто? Затоа што пред да биде и ребалансот на буџетот, самата институција побарала да се намали од ставката субвенции и трансфери, да се префрли на друга ставка, мислам дека беше во делот на капитални инвестиции, тие таму имаат некоја програма за рурален развој и едноставно ги менуваат програмите внатре. Тоа е оние мерки, проекти. Програмата е тоа. Планираме за годинава, не е добро, сега констатиравме дека ќе одиме приоритетно ни оваа програма. Самите го побарале тоа. Меѓутоа, како вкупен износ на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделие, ќе видите дека немаме апсолутно никакви промени. Што се однесува до Министерството за економија. Точно, минус 259 милиони денари, добро сте ги забележале, но исто така сте требале да знаете дека пари ве отишле во Министерство за социјална политика, демографија и млади, како ќе за социјала
или како им да им беше Социјална веќе политика, демографија и млади. Ја не можам да запамтам така многу. е, сега ова се најголемите проблеми кои што и на мене како министер во периодов ми настануваат. 259 милиони се средства кои што беа дадени на Министерството за економија за оние заштитни друштва. Знаете дека и во тој дел субвенционираме. По природа на нештата, со поделбата, нели овие преструктурирања на институциите што ги направивме минатата година, заштитните друштва треба да бидат во Министерство за економија. Меѓутоа, Министерството за економија се оградува и вика, јас немам систем и немам начин како да ги контролирам, ве молам вратете ги назад во социјала. И сега, во суштина, не сме скратиле на економија ништо, туку напротив, една програма од економија оттишла, односно се вратила во социјала. Исто како што ако погледнете буџетот на Министерство за економија, ќе кажете што направи, ако каков е буџетот. Огромен зголемен, затоа што таму имаме, пак од Министерство за социјала отиде една програма во Министерство за економија. Значи, што сакам да кажам? Ние се уште имаме недозавршени поделби, спојувања и така натаму, кои што во периодов заради ограничувачки фактори, а тоа е дигитализацијата, системите внатре и така натаму, институциите не можат да ги дозавршат во планираниот период и вака програмите движат од една во друга институција нормално во интерес на граѓаните и приватниот сектор, за да може да ги сервисираме обврските така како што е планирано. Така што ниту едно од министерствата не е скратено. Сега кога сме кај Министерството за социјална политика, демографија и млади, кај тоа министерство немаме кратење, напротив имаме додавање. Освен во една ставка што ми остана, ја забележав вчера додека ги гледав, има кратења на што се регионалните центри за социјална помош кај што работат. Истото го побарале они. Значи и на дневните центри. Тоа е у суштина оние што работат на терен, што во градовите што даваат социјална помош. Така Го забележав тоа. У суштина не го слабеете апаратот на државата за да дава услуги. Добро сте констатирале, меѓутоа сте требале во исто време да погледнете една ставка која што се вика деинституционализација. Така ја видов и таа. Од 190 милиони, страна 343 така. Во буџетот, на 690 милиони денари. Ова се оние социјалните центри кога помагаа. Добро. И на возрастни, постари категории така натаму, сега оди преку невладиниот сектор. Тоа е закон кој што го спроведе претходната влада, на кој што треба сега поголема практика, мислам дека децентрализација на социјалната помош, добро? Поголема контрола, да, меѓутоа води се невладиниот сектор, а невладиниот сектор е тој кој што ги пружа услугите. Ние само плаќаме. Сега тука веќе министерството е фокусирано на поголема контрола, министерството работи и на поголема дигитализација, така што во тој дел можам да кажам најодговорно дека апсолутно никој нема да добие помалку средства од тоа што добивал, освен доколку имало одредени злоупотреби. Во самото министерство, значи констатирани се искористување на социјална помош по различни закони кај едно лице по повеќе закони. Сега тоа министерството си го работи, го контролира и на овој начин ја прошируваме основата да помошта, социјалната помош стигне до што е можно повеќе луѓе и навистина таму каде што е потребна, а знаеме во минатото се случуваше да не стигне таму каде што е потребна. Но ова министерство исто така има поголем буџет, за 3,6 милиарди има поголем буџет во однос на буџетот, од кој еве да ги тргнеме 2,5 милиарди кои што се поврзани со ПИОМ, останатиот дел е делот кој што е за социјална помош. Како, во рамки на кои програми повторно одредуваат одговорните лица во самото министерство. Јас не сум таа која што ќе им каже зошто земаш од оваа програма и вметнуваш во друга. Работењето го води министерот, заменикот заедно. Така, се го спомнавте ПИОМ, тоа ќе го оставиме за третата третина за ПИОМ одржливост, префрлањето на парите, зошто 2,5 милиарди плюс, зошто се зголемија малце повеќе транзицијските трошоци, но тоа ќе го оставиме за да финишираме. Мене друго ме интересира, ќе се вратиме на проекциите што беа претходно. Инфлацијата ја проектиравте на 2,8%, беше 2,2, 0,6 процентни поени повеќе планирате оваа година. Сметате ли вие дека
делумно за инфлацијата придонесува и владата со зголемување ем на пензиите, ем на платите, кои што после тоа се зголемува потрошувачката моќ на граѓаните, кои што вршат притисок врз побарувачката, односно може да си дозволат повеќе добра и услуги и едноставно тие што ги продаваат сметат дека можат да одат со цените нагоре. Значи ова е сериозно прашање, бидејќи не гледам дека во јавноста се дискутира, бидејќи само да земеме уште еден податок, кредитирањето расте, 9,6% е пораснато потрошувачките кредити. Тоа се оние ненаменски кредити потрошувачки кои што ги трошиме за секакви потреби. Не е ни за стан, ни за кола, ни за туку едноставно си купуваме секојдневни потрепштини. Дали во инфлацијата имате вие влијание како влада и зошто во јавноста не се поставува прашањето дека гледаме дека мерките што се преземаат не даваат резултати, имаме можеби други фактори за инфлација. Че вака повеќе работи се отворија во тек на дискусијава и ќе се обидам многу внимателно да ги објаснам и кажам, а при тоа нели нормално да не е излезе потоа опозицијата со хистерични ставови дека министерката за финансии кажала ова или она. Очекувам и среќна сум што овој подкаст го следат луѓе кои што разбираат економија, верувам дека многу добро ќе разберат што зборуваме во моментов. Прво, во однос на инфлацијата, мора да разграничиме два моменти. Што значи висока инфлација и дали имаме висока инфлација? И што значи оваа инфлација која што имаме во моментов. И зошто ние сега имаме зголемување на инфлацијата до крајот на годината. Прво, ние знаеме дека најголем дел од платата која што или пензијата која што се остварува во државата оди на храна. Во суштина најголем дел е храната, Така. електричната енергија, комунали, тој дел е оној кој што има најголемо влијание. И јас сега за овие потреби извадив податок, па така на пример, не знам, храната во 2022 година, како годишна стапка на раст, била со 2022 21,5%, 2023 била 11,8%, денес е 3,4% за првите 5 месеци. Така што оваа хистерија која што се труди да ја наметне опозицијата, мене ми е несватлива. Како економист, и при тоа нормално, разбирам оној дел од опозицијата кои што не се економисти да го зборуваат. Тоа слуша во минатото, ние зборувавме, ај сега ќе продолжиме, ние зборувавме 27,5% беше. А сега зборуваме за 3,4%. Но не можам да сватам како се чувствуваат вака комотно поедини економисти од опозицијата кои што ќе излезат со коментари колкава ни била инфлацијата и нели им е срам кои ќе пијат утре кафе со некои други колеги економисти, вака да ги погледнат во очи и да кажат па да ја за политички поени. Годинава, јас гледам храна и безалкохолни пијалаци е 4,1%. Значи, оставете, сега сум многу прецизна. Храна. Еве ги, податоците се тука. Не зборувам сега, викам храна само. Така, не добро. без алкохол. Добро. Храна. 3,4. И можеме ние сега да зборуваме поединечно за се. Во кој период? Ако сакате. Први, пети? Еве го. Од први до пети. Така. Еве ви. Тоа многу е битно, значи Да. први пети со минатата година први пети. Значи оваа година тоа е тоа. Така е. Така е. 3,4. Ова се податоци на Државниот завод за статистика. Добро. Ниту јас, ниту вие, тоа работи институција која што е независна во комуникација, нели и под контрола. Добро, и на јас се Евростат, одам многу се внимателни На stat.gov.mk јас ги читам од таму податоците. Истите тука податоци се и тука извадени од таму, значи секторот за макроекономија во Министерството за финансии е навистина професионален во тој дел и работат заедно со многу институции меѓународни. Добро, мене ми е храна и безалкохолни пијалаци, така ми стои мене. Јас немам само храна. 3,4. Исто во ова некогаш било 21,5 или 11,8%. Така што кога зборуваме за еве го месо 18,3% во 2022, 2023 16,2%, денес е 3%. Дајте први да зборуваме, сега повторно ќе кажам, како економисти и како професионалци. Што правиме момент? Дали 3,4% е висока инфлација во споредба со онаа која беше на 20%?
Не, но И е затоа повисоко треба- од очекуваното, а повисоко Е, од Европската унија и повисоко бидејќи ние сме били Е, и пониско сега. од Европската унија. Точно. Се уште е Тука се подгреана, согласуваме. уште е подгреана во однос Не е на подгреана. поспоредба со Ние имаме регионот. проблем. Не, Ние имаме сериозно, проблем како држава и нашиот проблем како држава пред се на што се сведува? На тоа што имаме се поголем увоз на храна, а се помало производство на храна дома. И ова е проблем кој што не може да се реши за една година. Ова е проблем кој што бара комплетно одредена реформа во дел, почнувајќи од субвенции во земјоделие до производство или преработувачка индустрија и така натаму, да го затвориме целиот циклус, да се фокусираме тамо, за да може да го решиме и да не сме први толку зависни нели и од увозот и како резултат на тоа по автоматизам да имаме влијание нели од меѓународните пазари. Тоа е едниот проблем. Понатаму, законот за нефер трговски практики кој што исто така го зборувам, кој што треба да функционира и да се почитува. Но и тоа не дава резултат преку ноќ. И затоа оваа влада пристапи кон одредени мерки кои што вие знаете дека јас на пример не го држам истиот став, затоа што тие мерки на краток рок ќе дадат. Ама тоа се бенефит, веќе но 4 кои ќе години завршат. мерки и јојо имаме. Значи ќе Така е. стабилизираме, инфлацијата нема да расте, цените нема да растат и одеднаш кога ќе престанат мерките имаме и јојо ефект оди горе. И после пак ќе стабилизираме, пак ќе замрзнеме на одредено, пак ќе заврши мерката, пак оди нагоре. Така е, меѓутоа Тоа е затоа тоа. сега министерот за земјоделие си прави измени во закон. Ние пробуваме некои производи нови да воведеме како Министерство за финансии, кои што во скоро време нели ќе ги знае јавноста, односно пред се приватниот сектор, така што насоченост е во тој дел да го зголемиме А во- домашното По производство. барувачката, бидејќи ние сме многу отворена економија. Значи, кога 130-140% од отвореност имаме на кон бруто домашниот производ, значи огромно е, значи страотно сме отворени како економија. Но тоа значи се што ние купуваме у суштина најчесто е од увоз. Ние многу малку имаме потрошувачка. Нели сметате дека производство? Нели сметате вие дека со зголемувањето на платите во јавната администрација, со зголемувањето на пензиите, она линеарно по 5000 денари се заокружи во март, не придонесувате и самите за инфлацијата, односно водите експанзивна фискална политика, каде што утре ќе треба, веројатно, монетарната политика, Народната банка да интервенира и да ги затегне кредитирањата, бидејќи во одговорот што го добив за еден медиум кај што работам исто така, кажаа дека планираат наместо 9% да биде потрошувачките кредити да ги сведат на 7% потрошувачките кредити растот. Затоа што насетуваат дека малце повеќе трошиме, повеќе пари имаме во системот и влијаеме на инфлацијата. Сметате ли дека малце поодговорно би било да стегнете ременот? Значи вака ај сега ова повторно да го погледнеме од или да го раздвоиме. Ако гледаш како економист, дали зголемување во континуитет на минимална плата и тоа со интервенционизам, така би го рекла, затоа што до пред една година беше со интервенционизам, а не како резултат Да, 140% е зголемена минималната плата од 2000 и не во знам. однос на просечната плата исто така, ако зголемуваш, да, тогаш ќе има влијание на инфлацијата. И ова е економско правило кое што не го измислила Гордана. Но сега да видиме зашто се зголемуваше платата во Македонија и пензиите. Бидејќи тој параметар, јас за тоа велам, многу често се вадат работите од контекст и моите зборови од контекст, ама никој не ги дослушува до крај. Еве, ова е можноста до крај да се Точно дослуша. така. И ви благодарам за можноста. Значи, зборуваме за пензиите, ги покачивме линеарно, така? По 5000 На кого? На кого? На сите. Да, меѓутоа најмногу кај оние, бидејќи најголем дел од пензионерите беа со најниски пензии. Тие не можеа едноставно да го поминат месецот достоинствено. Тоа Во не исто- е спорно. И овде се согласувам со вас. Но, од друга страна, на оној што има повисока пензиичка, зима исто така 5000 Мал е денари. процентот, А и тој може не да може си да ја позволи направи многу повеќе. инфлацијата. Не, тој не може да ја направи инфлацијата. Мал е процентот на луѓе со високи пензии и тука не може. Го забораваме моментот дека ние струјата колку пати порасна во годините на претходната влада. Тој момент го забораваме. Па таа исто беше како вграден трошок во производство на компанииве. Па минималната плата, сами кажавте колку порасна, тоа беше плюс трошок. Мене несватливо ми е
како може исто така пак ќе речем опозицијата да излезе и да коментира дека еве успеавме да ја зголемиме минималната плата, дали го подобривме животот на граѓаните? Дали они го подобрија? Не го подобрија. Да, Зошто? Затоа што од една страна минималната плата што ја качија, компаниите не го сносат тие трошокот, го пренесоја на крајниот производ. И од тука почна инфлацијата. Сега ние работиме на стабилизирање. И тоа Како е бара стабилизирање време. со пак во јавна администрација кога зголемувате платите? Ама видете, имаме ние постоечки закони. Ама добро законите, ама се менуваат закони, знаете. Точно така, на- меѓутоа вие треба да ги Се- смените законите, пред да ги смените треба да направите детална анализа, не можете да му наштетите на некој. Да, ма, Вие знаете знаете, дека вие нема влегувате- систем. Нема систем кој што ќе каже сите плати се на едно место, ајде да ги видиме платите на секој поединечно. Сега во моментот министерот за јавна администрација го работи тоа. Зошто претходната влада не го направи, а има на располагање системот го има, зошто не ги внесоа платите во еден систем? Зошто имаме разлика? Сметате ли дека не придонесувате за инфлацијата како влада? Значи, јас не велам дека не придонесуваме или придонесуваме. Јас само ја кажам фактичката состојба во моментот. Вие мене може да ми зборувате дека владата влијае на инфлацијата, доколку за една година од денес продолжам со истиот начин или истата вградена спирала внатре инфлаторна. Но дали ќе имаме ние раст на просечна плата? Ќе имаме. И тоа не можеме да го спречиме. Не како влада. Така е, ама Приватниот растот на- сектор. Тука е проблемот, што не генерира само приватниот сектор просечната плата раст, туку и во јавната администрација и минималната плата и порастот во јавната администрација влијаат на растот на просечната плата, односно влегуваме во еден перпетум мобиле Ај, каде вака. што цело Обратно време ќе си ја се свртам. повлекува. Ајде тогаш вака да ве прашам. Плата расте, па расте просечна, па просечната влијае на минималната усогласување и ние си одиме цело време едно перпетум мобиле. Ајде вака сега да ве прашам. Вие сте А за продуктивноста момент, не е спо. вие сте за момент министерот за финансии кој што седи на маса со сите останати министри, станува министерот за Се надевам не би образование бил и никош вели министр за ке полудам бидејќи веројатно добро во ред. станува министерот за образование и вели во образованието платите се 34-35 илјади денари. Што правите вие во тој момент? Сметате дека е фер Не е еден фер. професор кој што цел ден работи, па тоа се корекциите. Не е фер. Ама но тоа исто се така, корекциите. на 9 деца имаме еден професор, а светски тренд е на 14-15 деца еден професор. Сега, во ред, и тука се согласувам, но ајде, како тоа да го пресечеме преку ноќ? А не, треба да имате плани да кажете Имаме оваа година план, треба да трнете имаме делото, план. ама ќе ви се дигнат пред локални избори и Не. нема да ве гласаат. Не е точно. Значи имаме план, не е точно и никогаш не се водиме од изборите, не можам да се согласам со Добро. тоа. Можам да кажам само дека план има. И министерката за образование работи, и министерот за економија во делот нели на одредени оперативниот план и така натаму. Погледнете ги, ќе Добро. видите. Преквалификување, до обуки, ама тоа не оди преку ноќ. Добро, Така. па не оди ни преку години, ама добро. Време е за втората пауза, мораме за да ги испочитуваме нашите почитувани поддржувачи, што овозможувате ве ваков еден убав разговор со министерката за финансии. Се враќаме после паузата за да финишираме со две теми, а тоа е за пензискиот фонд и за едно мало прашање што не банкарските финансиски друштва се загрижени зошто се даночат они, а не се даночат банките, односно не може да бидат конкурентни на пазарот, но тоа после паузата. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Се враќаме во третата третина од подкастот, гостинка министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска.
Значи зборувавме за многу работи, доаѓаме до финишот, ќе зборуваме за онаа што остана, тоа е за фондот за пензиско инвалидско осигурување, ќе зборуваме малце за една даночна политика кон нефинансиските небанкарските финансиски друштва, но малце ќе збориме и за повратот на ДДВ, бидејќи нешто се дигнало джева во јавноста, но јас бидејќи го следам компаниите што зборат и коморите пред се, па нема реакција, така што ми поминало под радарот таа реакција во јавноста, но исто така ќе зборуваме за она што се вика кои банки ќе се пријават, односно кои се заинтересирани да финансираат брзата пруга, што е најавено, значи некаде околу 4 теми, но она што е најважно тоа е фондот за пензиско инвалидско осигурување, во ребалансот на буџетот 2,5 милиарди денари плюс, тоа се некаде 40,641 милиони евра дополнително. Ајде првото прашање е зошто повторно имаме зголемување на КПИ-ома со ребалансот? Значи вака, за да може да ги разбереме работиве, треба да знаеме дека поготово кога станува збор за фондовите, тоа се фондот за пензиско и фондот за здравствено осигурување, имаме дел кој што го остваруваат сами како приход, поминува само во буџетот, тоа се оние придонеси на приходна страна кои што ги гледате, кои што во суштина по автоматизам уште истиот ден на крајот на денот им се прераспределуваат на фондовите и во конкретнава ситуација, нели, кај фондот за пензиско осигурување ние дополнително дообезбедуваме средства. Сега, потребата од зголемување на овие 2,5 милиарди е заради тоа што фондот за пензиско осигурување не ја има реализацијата така како што била предвидена во првата половина од годината. И заради тоа имаше потреба за дополнување на буџетот со цел да може да се изреализираат нели трансферите така како што е планирано. Зошто има потфрлање? Кога економијата би стабилна, збориме 3%, 3,7 ќе расте, зашто има потфрлање во прибирањето? Тоа е веќе нема потфрлање, меѓутоа не се сразмерни. Сразмерни да, ако е планирано приходите. со основниот буџет дека биле потребно, еве сега ќе кажам 572 милиона евра дополнителни пари да се префрлат во првиот стоп за да се реализираат, одеднаш сега имаме дополнителни неколку 24 милиони евра за во првиот значи, стоп. повторно, фондот за пензиско осигурување не префрла средства само кај нели за транзицијски трошоци, префрла и во фондот за здравствено осигурување заради осигурувањето на пензионерите и така натаму. Кога не се реализира нивната приходна страна така како што треба, тие нормално префрлаат и мислам дека беше во претходниот период повеќе пренасочување средства кон фондот за здравствено осигурување по основ на обврски доспеани од минатото, пошто иста е ситуацијата и таму, останати се обврски со години наназад не сервисирани и од таа причина сега само им дополнивме на ликвидноста за да може да го сервисираат, бидејќи префрлиле повеќе, мислам дека беше кон крајот на годината, сега не ме фаќајте за збор повеќе кон фондот за здравствено, сега само дополнуваме затоа што и во оваа година, во прва половина ние ќе имаме раст кај фондот за пензиско. Меѓутоа не е сразмерен. Нас сега ни порасна и просечна и минимална плата, колективните договори и така натаму. Ова е за сервисирање на обврските за оваа половина. И сега доаѓаме до една 16 милиарди денари, 260 милиони евра се за тие транзицијски трошоци, што се нормални, но имаме повторно со ребалансот зголемување од 1,5 милиарда, тоа се некаде околу 24 милиона евра, дополнителни, значи беа 14 милиарди и 500 милиона денари, сега се 16 милиарди денари. Зошто транзицијските се зголемија? Ма тоа е раст и просечната плата и ви кажав, значи суштината е дека ако не го остваруваат како што треба првин, имале обврски кои што не ги сервисирале, сега првин и од старите обврски да досервисираат, но во исто време растат платите, расте и просечната плата. Вие знаете дека како растат платите, така треба да сервисираме поголем дел кон... Министерка, имате ли математика како ќе се одвива сервисирањето на обврските кон фондот во наредниот период? Во фискалната стратегија се гледа дека се зголемуваат обврските, но како ќе биде во однос на вкупниот буџет, односно буџетот во однос на буџетот, бидејќи таа ставка вие со еднократното линеарното зголемување сериозно се зголеми над 33-4% од буџетот. Зборувам сега како ќе биде во иднина, што може да очекуваме? Колку е одржливо се во? Видете, пензискиот фонд е предизвик во секоја држава. Еве јас се вратив нели од
службено патување во Црна Гора, каде што имав средба и со министерот за финансии на Црна Гора, со министерот за финансии на Словенија, со министерката за финансии на Молдавија. Сериозен проблем и предизвик во сите земји. Не е само кај нас. Значи, ова е навистина еден голем притисок на секоја држава и дефинитивно треба поголем фокус во тој дел. Сега како ќе се одвиваат работите во иднина, не знам, тоа ќе треба нели да се праша повеќе, можеби Министерството за социјална политика, кое што на некој начин е одговорно и за креирањето на политиките во овој дел, но дека е оптоварување. Тука, како што кажав, не е само за нашата земја, туку секаде е иста состојбата. И тоа ќе биде уште неколку години, додека не почнат нели да се исплаќаат пензиите и од вториот столб. Сега, но кога ќе почнат да се исплаќаат, мене многу ме загрижува моментот што тогаш веќе пензиите нема да бидат со, како да кажам, истиот раст или истите очекувања како што се сега кога го имаме само државниот. Зошто? Затоа што во приватните фондови оплодувањето на средствата оди многу побавно. Да, ма и тоа е со пониски стапки. заради ограничувањата на инвестирање. Они се и ограничени во што смеат да инвестираат. Многу ем се по квалитет ограничени, ем по количина. Значи не можат, например, во најквалитетната да инвестираат 90%, можат 10% да инвестираат во една квалитетна акција, па мора да бараат, односно врзница не е акција, се извинувам, па во друга квалитетна, па во трета. Гледаме на светско ниво врзниците нема скоро една земја, две дали имаат со 3А и Соединетите американски држави со 2А, Велика Британија одамна е веќе со 2А, така што обврзниците не се баш најсигурни во моментов. И далеку сигурни се, но не носат голем принос. Дали ќе го смените, ќе им дозволите ли да маце барем дел од средствата да ги инвестираат во побрзо растечките фондови? Има фондови што стварно имаат приноси од 10% на годишно. Нешто што ми остана како најголем впечаток од настанот во Црна Гора беше една дискусија која што ја имаше една госпоѓа од Министерството за финансии која се потруди да направи паралела помеѓу приватниот сектор и јавниот и која што во еден момент рече различни се поедовните точки на приватниот и на државниот сектор, во смисла приватниот сектор трча по профит, но затоа има и многу голем ризик, додека јавниот сектор треба да обезбеди здрави услуги на граѓаните и сигурни. Сега, ние тука, од една страна, треба да им обезбедиме на граѓаните сигурност дека навистина тие ќе добијат пензии и повисоки пензии или дека ќе им се оплодуваат, а вложувањата во поризични харти од вредност значи дека во некој момент може ќе оди и нагоре. Цената на акција обврзница независно каде ќе ја направат инвестицијата, но некогаш може да оди и надолу. И на крај, што ќе добијам јас како пензионер кога ќе треба да се пензионирам, ќе добијам просек од тоа како се оплодувале моите пари. Може би да имаме ние навистина изградено еден транспарентен систем и во делот кај осигурителните, кај пензиските друштва, се извинувам, па тие транспарентно да зборуваат, па да објавуваат, па граѓаните да се навистина спремни да разберат, и граѓаните да се спремни да разберат како се оплодуваат нивните пари, може би тогаш и државата би била похрабра, па би дозволила и поголем ризик на пензиските фондови, но ние имаме одговорност кон граѓаните. И пензиските друштва имаат исто така одговорност и тие се со јавни овластувања. Да, не се тоа приватни како што не, значи тие се со јавни овластувања, контролирани од сега ме прашавте дали ќе ги ослободиме да инвестираат малку похрабро. Дел, значи не зборувам да тој дел за да ќе значи дека ќе повлече целата група наместо да расте за 5 за 4,5%. Ме разбирате? Може да расте и за 6 и за 7. Може, ама тоа е ризикот. Се зголемува ризикот. Ама и обврзниците се исто така. Сега. Сакаме да апропо, ова што го зборуваме, каде е Словенија во однос на нас? Разговарав со министерот за финансии во Словенија и тој вели, имаме многу Јас го прашам, издавате ли граѓанска обврзница? Сега нема врска со ова што го зборуваме, но целта е друга. И тој ми вели, не, Хрватска има многу поразвиено, нешто успеа, но ние не толку. Го прашам зошто?
Па ние вика еднаш издадовме, целта беше да поработиме на финансиска писменост на населението. Имаме голем проблем, над 30 милиарди евра, кажа, имаат депозити граѓаните во банки и таму ги чуваат за ситен принос. Така. Но не се охрабруваат да инвестираат во Тоа е случајот државата. и во Македонија. Тоа е случајот и во Македонија. Значи, државата има обврска да обезбеди сигурност на вас, на мене, на секој еден. Така. И ние не можеме така слободно да играме со тие пари. Ние може да анализираме и следиме. Но промените, како што кажав, значат и поголем ризик. Така е. Добро, али и поголемо оплодување Еве, и тука. повторно кажувам, Okay. ќе дојде 2030 година кога ќе почнат да се исплаќаат средствата од овој столб. Така. Ќе видиме какви ќе бидат просечните пензии, како било оплодувањето. За мене како министер за финансии би било тоа најдобро решение. Нема да ми го оптоварува буџетот, Так. колку е, толку е, како оствариле, така нека биде. Но дали е коректно кон пензионерите Да. и идните пензионери? Вака, само едно прашање. Дали ќе ги национализирате или ќе ги преземете овие три друштва што се за пензиско? Во моментот уште се анализира тоа, не можам да зборувам ништо на Но- вистина. Сега доаѓаме до клучно прашање. Ова се наши пари. Овие се вистинските наши пари. Така е. Во овие. Значи, ова што 11-12,8% што се плаќа во пензиско, одат за сегашните пензионери. Тие не се наши пари. Тоа што го плаќаме не е наше. Оние 6% што се 2,5 милиарди на сметките на овие 3D се личните, мој, твој, на сите овде што сме овде. Нема, ако направите некој чекор, нема да го загрозите нашите пари, нашите сметки, кои што се лични пари. Тоа се нашите пари. Тоа се вистинските од пензија што сме ги заработиле. Значи, повторно го кажуваме истото што го повторувам постојано, а тоа е зависи кој како гледа на работите. Ако сте вие срекни со 2% раст Не, вашите пари и на вашата пензија, Ама не им дозволувате повеќе. Законски не можат ама повеќе. јас ви кажувам дека може да влеземе во ризик, па наместо 2 плюс да добиете да одите во минус. И јас, или не знам која ќе е владата во 2030 или 31. Тие луѓе што ќе имаат пониски пензии, ќе има после проблеми, ќе има владата проблем, која и да е во тој период. Јас се надевам нашата, но која и да е, и мислам дека тоа е комплетно некоректно првин кон владата, така сега од една страна сакате да ви ги сочуваме парите и така натаму, од друга страна сакате да ризикуваме, од трета сакате Тие се да наши бидете. пари. Да, треба ние како граѓани, ние да решаваме за тие наши пари. Таа е наша сметка. Ние, еве, да се праша дали може да се направи програми, дали може да се Може би, да еве, барам. давате добар предлог, може би ќе треба да направиме некоја анкета да видиме размислувањето на граѓаните во овој дел, ама да им појасниме првин што значи тоа. Зашто треба да бидеме свесни дека Да. секој од нас носи ризик. Види, ризик ни се и индите пензии, кога нема да има вработени, и сега ние ги плаќаме сегашните пензии, догоди демографската структура е така, кога јас и вие ќе се пензионираме, кој ќе ги плаќа тоа? Единствено реални пари што ќе ги имаме ќе биде од вториот столб. Не знаеме државата нема до бесконечно да оди да се задолжува за пензии, да финансира од буџетот 70% да дава за пион, бидејќи нема да се покрие. Значи, ја знаеме структурата како се движиме, ќе мораме да носиме, што се вика, талибанци да ни работат овде за да придонесуваат и да плаќаат во фондот што ние ќе го зимаме пензиите. Тоа е реалност и тоа треба да го согледаме и јавно да го кажеме. Единствена реална пара што ќе ни остане е овија на сметката. Другото е во воздух. Тоа е Морам тоа. да прашам нешто друго. Каде има ваков втор задолжителен Мислам столб дека има како кај во нас? повеќе земји. Не. Мислам И дека таму кај што го имало и кинат. не, замрзнати има некаде и Не, некаде. нема. Еве, после имаат истите Унгарија проблеми. и ние бевме на состанок кај министерот за финансии во Унгарија 2010 го прекинуваа тоа. Јас само прашувам, еве, ако беше добро, дали го има Германија, Франција, овие развиени земји, дали го имаат? Мислам да, Германија. Не, го немаат, затоа што Како? јас многу добро сум запознаена со Мис- овој дел, го немаат. Не сум И- сигурен дека вториот и третиот не е германска Не, направија. така сега, вториот и значи, друго е, ние грешно ги презентираме работите. Таму има прв, втор, трет во однос на тоа колку сакаш да плаќаш за колку ќе добиваш. А не дека ти е сигурно задолжителен, приватен, ваков таков. Не, сакам да издвојам помалку пари, бидејќи они добиваат бруто плата.
И самите двојата. А и ние добиваме Сакам- бруто плата. Точно така, меѓутоа кај нас двоиме сите заради пред се здравственото осигурување да може да биде достапно до сите. А кај нив, еве Германија, бидејќи золва ми живее таму, помногу добро сум запознаена со нивниот систем. Во кој стоп сакаш да бидеш? Првиот, вториот или третиот? Зависи. Плаќаш повеќе во секој нареден, но со плаќањето повеќе ти добиваш и подобри услуги. Да, исто и сака плаќам овде 11 и добивам одредено што државата Не добиваш тука добивам, ништо. Јас со првиот стоп не добивам ништо, добива пензионерот сега, а јас ќе добијам од наредниот. А со тоа што во вториот или во третиот добивам јас. Горан, ќе пиеме кафе после многу години кога ќе функционира. Не, јас знам И кој дека ќе ќе почне работам додека не исплатата? умрам. Јас Добро, само тоа е го знам. карактеристика за нас двајцата, Значи- но сакам да кажам во некој момент ние ќе бидеме пензионери. Дали ќе продолжиме да работиме или Така, не, дај Но Боже здравието прашањето, да не јас не држи, сум тоа е сигурен најбитно. дека со играњето со вториот стоп ќе донесе надолг Стабилност за буџетот, да, за пензионерите, еве ќе разговараме повторно, ќе видиме, Да, ма нема не може да има со бенефит. 2% оплодување затоа што на толку Не криза и се можеме тоа. да ризикуваме повеќе И до- од тоа. И дополнително едно прашање. Знаете дека 22,3 милиона не се префрлени во трите пензиски во фонда што управуваат со парите на граѓаните во вториот стоп. 22,3 милиона не се оплодуваат во овој момент. Значи, тоа не се префрла. Тоа треба да се праша во пензискиот фонд зошто е така. Најверојатно затоа и ги бараат овие дополнителни средства заради Секој проблемите со година имаат ликвидноста. проблем, не им префрлат и не се 22 милиона наши пари. Ама тоа е најверојатно во Еурики, делот на некој не- проекциите. Тука е. Не знам, јас сум скептик, мислам дека ќе направите голема грешка ако Јас чепкате во не нешто. зборувам, не вака. Јас не зборувам дали ќе чепнеме или не. Мислам дека премиерот си имаше изјава по однос на ова прашање, тука не би сакала да дискутирам повеќе. Ние сега разговараме за тоа што е реалното и какви се изгледите. Јас не сум Дали сигурен ќе дека со чепнем- приденосот кога ќе почне да се исплаќа пензиите дека нема да бидат високи. Мислам дека во 2035 кога веќе мислам 80% од пензиите ќе се исплаќаат од вториот стоп, дека сепак ќе бидат и повисоки од ова што го имаме сега. Годинава ми летна брзо, ќе летнат и овие следни години, ќе пиеме кафе и ќе Добро, разговараме јас, на темата. Да, само јас се Јас би плашам. била најсреќна Така. ако е така, затоа што тоа ќе значи тогаш дека да, буџетот ќе се растерети многу. Да, и тој премиерот овде И во ова тука студио го кажа, неспорно го е. очекува исто дека после Токму така. 2030 година, од кога ќе почне приватниот ќе се стабилизира. Точно така, во Ќе тој се дел јас заради стабилизира тоа реков, ако пензиите. гледам себично од аспект на министерот за финансии, ќе издржим уште 3-4 години, ме прашувате колку одлевам пари, многу. Така. Ќе одлевам помалку, но суштината е дали тоа е најдобро за идните пензионери. Па ја мислам дека Вие велите да, јас сум Добро. убедена дека не. Океј. Времето Океј. ќе покаже. Така е. А бидејќи еве ме предупредува Александра дека времето истекува, мора да финишираме. Ајде 3 прашања и завршуваме со подкастов. Јас со сезонава секако ќе се видиме и наредната сезона од септември, но еве ги трите прашања. Небанкарските финансиски друштва во овој подкаст исто тоа го кажа како голем проблем им се јавува, кои што даваат потрошувачки ненаменски кредити и кои што имаат едно мало парченце од 2,1% од кредитирањето во државава, околу 172 милиона, имаат проблем со тоа што нивните резервации си се даночат со 10% стапка, додека кај банките тоа не е така, бидејќи резервациите се одбиваат од приходите, односно се даночи само остатокот од приходот минус резервацијата. Тоа малце ги става во нерамноправна позиција, бидејќи малце им поскапува капиталот, односно каматата. Дали размислувате да нешто да преземете? Значи вака, првин треба да разграничиме дека не зборуваме за иста работа, кај банките имаме исправка на побарување, точно е она што не може да го наплатат, го коригираат, меѓутоа имаат задолжение резервација да направат реална Така. и не можат да ги користат средствата, што не е ситуација со финансиските друштва. Исто резервација Не имаат за прават тоа резервација, не е така, не прават Добро. резервација, легислативата е кај нас, ниту пак има методологија Добро. во моментот како што имаат банките. Зборуваме за различни работи. Знаете дека финансиско друштво кога би одело по методологијата на банките за резервации, пак ќе не може да кредитира. Добро. Тоа го знаеме, затоа што колку е поризичен клиентот, толку е резервацијата поголема. Добро.
кај финансиските друштва ризичност е огромна. Да, нема колатерала, односно Така, си ама одиш на- огромна и резервации кои тие не би можеле да кредитираат. Затоа што е многу едноставно. Ти паднал одреден кредит, влошена кредитна состојба, ти треба да издвоиш резервација која што не смееш да ја користиш. Така. Кај финансиските друштва нема. Значи треба Не, да не, се имаат резервации. немаат резервации. Како немаат? Немаат резервации, имаат исправка на побарувања која што влегува во даночниот биланс. Така. Кај овие не влегува, но кај овие има резервации за истото. Добро, Тоа значи дека ќе прокнижи исправка, добро. нема да ја оданочува за да нема трошок, а нема трошок затоа што во суштина задолжителна резервација има на пари кои што ќе ги тргне на страна. Добро. Ако е кредитот, не знам, 10 милиони евра, 3 милиони, 5 милиони евра, зависи од Добро. тоа која ризичност ја има клиентот, негде се и нули кога е А категорија. Значи, и како резултат на тоа тие пари не сме да ги оплодува, што не е ситуација со финансиските друштва. Исправка на побарување и резервација се две различни работи. Финансиските друштва имаат исправка на побарување, но не и резервации. Треба да се направи методологија. Добро. Меѓутоа, веќе со воспоставување на методологијата ќе дојдеме до ситуација да финансиските друштва треба да работат и функционираат како банките. Е тогаш ќе не може никој да пристапи да земе кредит. Сега зборувам од аспект на правна легислатива, документи и така натаму. Во однос на тоа како понатаму и што со финансиските друштва, се има многу прешалници во глава и во моментот во Министерството за финансии се прават дополнителни анализи, затоа што од една страна знаете реакцијата на граѓаните каква е во однос на финансиските друштва? Од минатото, сега од лани сменето е, бидејќи заостри Министерството за финансии многу Уште условите. повеќе заоструваме. Сега веќе теренската ревизија ќе излезе, ќе почне да работи и тука И сега мислам веќе не може измами, значи сега Точно. што се финтек во програмата на ВМРО стои дека ќе ги развивате финтек. Дел од друштвата се финтек. така е, но треба таму посериозна значи контрола и уште одредени измени кои што можеби во периодот кој што следи ќе се направат, затоа што ова се секако поризични друштва, полесен пристап има до кредити, но во исто време ние сме разговарали во Министерството. Доколку овие финансиски друштва не постојат, тогаш ние треба да се вратиме на она старото што некогаш функционирало и поради кое што се воведени, а тоа е лихварството. Сметам дека многу е подобро да постојат финансиските друштва и да има некој регулиран начин, контролиран од државата, отколку да имаме ситуации повторно да ни цвета лихварството. Тоа е дилемата која што ја имаме сега, да, иако велите дека подобро е во однос со промената на законот, да, веќе размислувањето и перцепцијата за финансиските друштва на некој начин делумно се подобрува, но треба уште повеќе и во периодот кој што следи Министерството за финансии ќе ги заострува многу контролите таму и ќе видиме како ќе функционира. Но е различно, комплетно, И затоа што тука се размислувате ризични клиенти. Добро, да, клиенти кои што да бараат пари. Треба резервации да издвојуваат. Резервациите ќе значат дека не можат да кредитираат. Едноставно методологијата на банките, ако ја примениме кај финансиските друштва, ќе треба Може ли да не ги затворат. даночите 10%? Не може, тоа е исто Ке си како остане сега даночењето. да кажеме ние за било која компанија не ги наплатила побарувањата, нема сега- да плати 10% дан. Рековте, знаете дека во овој подкаст беше кажано дека 40 до 50% од барателите на тие кредити се одбиваат што се во финансиските друштва, Тоа е Сега сериозно. правиме анализи, ќе имаме точни бројки за да видиме кога ќе теренската ревизија, мислам дека од минатата или предминатата недела веќе почна да функционира на терен, да видиме што ќе дадат како податоци, Ова па ќе интересно можам сакам да го лиферувам. А последните две прашања, поврат на ДДВ се враќали данокот на додадена вредност, како стоите бројки некои имаме? Да, повратот на ДДВ исто така не знаме тема која што гледам дека се повеќе зема замав, а неосновано комплетно. Можам, последен податок за мај, например, чисто месец мај, минатата година вратени 2 милиарди 138 милиони, годинава вратени 2 милиарди 705 милиони, 567 милиони денари повеќе, тоа е 26,5%. Во однос на оваа година, во однос на претходната, исто така имаме раст кој што на повратот на ДДВ, но морам да напоменам уште едно нешто. Растот е некаде околу 300 милиони денари за цел период од 1 јануари до 31 мај, но морам да напоменам една друга работа. Го забораваме моментот кој што постојано го зборувам, а тоа е дека нема како досега
поврат да се дава кон компании кои што прават криминални работи и ја злоупотребуваат управата. Ако ги внесеме, односно исклучиме од овие математики, тогаш многу поголем поврат даваме во однос на претходната влада. Затоа што таа во својот поврат даваше кон Така. овие кои што го злоупотребуваат системот. Добро, тоа ќе оставиме да истрагите да покажат околу системот, дали е криминал или не. Вие викате криминал, компаниите викаат не сме криминалци, тоа треба да се докаже кој е што Ајде, и како нека, еве терминолошки, се извинувам, нема да го користиме зборот криминал, злоупотреби, а системот ќе покаже понатаму, односно институциите, дали или не е. Предпоставам дека управата за јавни приходи излезе со одредени записници, управата за јавни приходи е во рамки на Министерството за финансии, и ние точно знаеме каква е штетата по буџетот. И Дали е тоа даночна евазија или како сакате да ја кажеме, штети по буџетот има. последно прашање, треба да се финансира брзата железница, кои банки ќе се пријават и кога вистински ќе почнеме да ги влечеме парите од овде, бидејќи имаше крајот на годината, почетокот на наредната година, па кога ќе се зголеми јавниот долг по оваа основа, ама кус одговор. Дали 15, 17, 20 банки, колку се банки во игра и кога ќе биде првото влечење, бидејќи има различни изјави во јавноста, еве да разјасниме конечно. Значи, 22 банки добија барање да дадат понуда. Дополнително имаше интерес уште за 2 банки, стана вкупно 24. И тоа се банки кои што во следниот период ќе достават понуди, нормално на располагање им стоиме на сите тие банки во делот доколку имаат потреба од. 22 плюс 2, 24. Кои се тие двете нови? Двете нови се Љубљанска НЛБ банка, која што сака да настапи како конзорциум, барем таков интерес пројавија, нели дали ќе пуштат понуда, ние до крајот не Так. знаеме, но Добро. бара да доставиме нели барање за понуда, и уште една банка од Дубај. Исто и со тие банки сме имале соработка и во изминатиот период и мислам дека вака искрено кажано поприлично има заинтересирани банки од аспект на тоа поставување на дополнителни прашања, затоа што ние целокупниот материјал кој што го добивме од железница, односно преку Министерството за транспорт и владата, сето тоа им е дадено на банките како материјал за запознавање, информирање, добивање нели на податоци, но секако стоиме на располагање доколку треба нешто дополнително да се објасни. Во периодот кој што следи ќе видиме доколку има многу прашања и банките побараат и продолжување на рокот, ќе го дадеме и тоа во насока нели на што е можно прво потранспарентно добивање на понуди, подетални понуди и нормално се бориме да добиеме што е можно пониска камата. Така. И кога ќе бидат првите влечења, бидејќи имаме различни изјави од премиерот и од под министерот за транспорт и врски, те на крајот на годината, те почетокот на наредната година, вие викате првото влечење ќе биде 2027. Видете вака, во однос на влечењата, јас имав многу конкретно прашање. Сега не се сеќавам дали беше од вас или од кого беше на прес во влада. И прашањето беше дали имате предвидено средства за железницата во ребалансот, а мојот одговор беше не, ниту ќе биде во 2026, туку првите предвидени средства кои што ќе треба да се платат ќе бидат во 2027. Тоа се податоци кои што јас ги имам добиено и од Министерот за транспорт и од премиерот. Впрочем, синоќа гостуваше премиерот во македонската телевизија, многу јасно го кажа истото, дека првите плаќања ќе бидат во 2027. Сега, како ќе оди реализацијата? Тоа мисламе прашање кое што треба да го одговори Министерот за транспорт, затоа што тој е надлежен за овој проект. Мора да разбереме дека податоците сум ги добила преку влада, како Министерство за финансии, бараме понуди, ќе направиме пресметки, ќе ги вратиме на влада. Ќе заклучи владата која би била најдобрата понуда што би ја добила од банките, потоа следи подготовка на закон за задолжување. Да не заборавиме избориот, потоа ќе треба нели јавни набавки, така натаму она што треба да си го направи ресорното министерство, и јас сега не можам да знам точно колкав период е потребен. Јас повторно кажувам, 2027 година е годината во која што ќе ги планираме средствата, истото го потврди вчера и премиерот во гостувањето.
Тоа би било се со вас, министерке. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Пред една година гостувавте, пак гостувавте сега. Се надевам наредната година можеби за буџетот ќе дојдете, мислам нареднава сезона да расправаме, да видиме каков ќе го скроите за 2026, но о том потом ќе се договориме. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од подкастот. Ви благодарам уште еднаш на поканата и задоволство е секогаш кога може да се разговара со лица кои што навистина имаат големо познавање во делот, нели, на бројки, финансии, каде што може навистина професионално да продискутираме за се. Благодарам. Тука се одјавувам за оваа трета сезона, со оваа 38 епизода. Бидете ми добро одморете се овоа лето, бидејќи од наредната сезона од 1 септември што не очекува, локални избори ќе биде напнато, ќе биде држ не дај, ќе видиме кој ќе победи, како ќе се одвива, а после тоа ќе дојде новиот буџет, па ќе видиме што ќе ни изготви Министерството за финансии. Останете добро, останете со здравје. Секој е добро.